Кога една информација ќе биде пренесена како последна, што значи до тој момент најважна, само со цел да ги одржи во живот надежите и да предизвика подкревање на тонусот кај тие што ја очекуваат. Тогаш е разбирливо таа да стане предмет на автоанализа за тоа до каде е отидена работата. Уредничката на Сител објавува повеќе извори, што се случува во преговорите ДУИ во МРДПМН. Последната вест од политиката, која што верувам дека ви интересира сите вас, ја пренесуваат албанските портали. Веста прво не е точна. А тоа е дека проширеното председателство на ДУИ донело одлука да влезе во коалиција со ВМРО-ДПМН. Не е тоа вест на Сител, тоа е цитат од некој друг. Тоа е опасноста на интернет, лажењето. Откако лидерот Никола Груевски претходно ја прифатил платформата на ДУИ. Опасно е на интернет да верувате на информација, на телевизија не е. Овој сладок обид да се испере тоа што и баш некако не фаќа детергент и ја губи смислата кога на секое копче од далечинското. Една по друга се наредени телевизиите кои не би го имале оној свој препознатлив шарм, доколку извор на информациите не им се тие на кои воопшто не треба да им се верува. Интернетот непроверена лажна информација најчесто. Порталот Курир објави ексклузивно видео со кое се тврди дека лидерот на СДСМ доцна синоќа се сретнал со специјалната обвинителка во незиниот дом во Скопје. Она што е разлика од телевизијата, што интернет не може да пружи тој авторитет, гаранција за информацијата и коментар. Интернет порталот Нетпрес открива дека финансиските извештаи на СДСМ за изборната кампања не соодветствуваат со реалните. Според порталот, СДСМ потрошила 4 пати повеќе од колку што пријавила. Не е тоа вест на Сител, тоа е цитат од некој друг. Тоа е опасноста на интернет, лажењето. Во тој микс на контролирани лаги и полувистини, еден од пиковите на лицемерието е тоа што на обвинителна клупа за наводно предавство на татковината и работа спротивно на државните интереси се наоѓаат и оние кои што по природата на нештата и самите му имаат продадено душата на ѓаволот. Добре дојдовте на press24.mk. Тука парите не се штедат. Ние не ги судиме и не ги критикуваме различните гледишта. Не одредуваме кој е објективен, а кој не. Анализите покажуваат дека во операцијата која според голем број аналитичари е директно насочена против интересите на Македонија се потрошени стотици милиони долари. Press24 е портал кој што беше основан со поддршка и на Американската амбасада во земјава. Среќа што не се тие единствените што не бранат од непријателите, туку најчесто зад скриено, ама веќе и сосема отворено, врз основа на собствениот пример, застануваат на страната на демократијата и на правдата, па со јазикот на Груевски се огласуваат комсомолските усти на чуварите на македонштината од Москва. Реагираше и Руското министерство за надворешни работи. Според официјална Москва, политичката криза во земјава се влошува поради мешањето на, како што се наведува, западните земји. А тие западни земји е јасно дека сето тоа што го прават од пуста завист, не сакајќи да признаат својата немоќ кога ќе се соочат со нашето лидерство во сите сфери, особено во здравството, како најеклатантна референтна точка. Пример за некоја од скандинавските земји, баш имавме извештај дека за одреден репорт на кој што нас ни треба 10 минути да го креираме, нив им требаат месец дена за да дојдат до извештај од тие анализи. И на крајот, што и како понатаму ќе можете да чуете од ексклузивен наш гости на вечерта. Сепак Сител е централна телевизија со највлијателен ТВ дневник и обезбедивме гостин кој е највлијателен во својата струка, а тоа е Уставот. Уставот, за жал, не беше гостин на Сител и да сакал да дојде. Непристојно е за највисокиот државен акт да се појави извалка. А токму таков излезе од вилата, во која инаку тој треба да биде главниот домаќин.